До оваа врата во еден од собраниските ходници пишува Совет за граѓански надзор. Тоа е тело кое на барање на било кој граѓанин може да провери дали тој е нелегално прислушуван. Но внатре има само малку инвентар, но не и луѓе. Всушност, последниве 3 години во оваа просторија се одржале само неколку состаноци. Всушност, во оваа канцеларија суштински ништо не се случи, иако Советот за граѓански надзор беше формиран уште во 2019 година врз основа на тогашниот нов закон за следење на комуникациите. Тој закон пак беше дел од пошироката реформа на безбедносно-разузнавачкиот систем, за да не се повтори скандалот со масовното незаконско прислушување. Примерот за формирање на Советот беше земен од хрватското законодавство. Неговата идеја воопшто е всушност да се прошири кругот на тој или на некој начин да се прошири тој формален надзор над работењето на безбедносните и разузнавачките служби, конкретно или посебно над следењето на комуникации, над законитоста на примената на мерките за следење на комуникации. Значи, демократски надзор, проширен надзор од страна на експерти и од страна на представници на невладиниот сектор. Еве како требаше да функционира. Според актуелниот закон за следење на комуникациите, секој граѓанин што се сомнева дека е нелегално прислушуван, испраќа представка до Советот за граѓански надзор. Советот бара од Собраниската комисија за надзор над следењето на комуникациите да изврши надзор за да се осигура дали телефонскиот број на граѓанинот е или бил незаконски следен во последните 3 месеци. Комисијата во рок од 15 дена доставува известување до Советот дали е или не е констатирана злоупотреба. Советот го известува граѓанинот ако е констатирана злоупотреба и обвинителството. По претходна најава, Советот може и самиот да влезе во оперативно-техничката агенција ОТА и во властените органи, но за разлика од пратениците кои добиваат пристап и до така наречените логови, членовите на Советот може само да го споредат бројот на судски наредби со бројот на телефони што се следат. Во првиот состав на Советот од 2019 година, поранешната судика во Страсбур Маргарита Цаца Николовска беше избрана за председателка, а покрај неа беа избрани уште 6 членови – професори, правни и информатички експерти и представници на невладиниот сектор. Веќе следната 2020 година, Цаца Николовска и членовите Калајджиев и Стојановски си поднесоа оставки. На професорот Илиевски пак во меѓувреме му истече мандатот, па Советот сега има само 3 члена, чиј мандат истекува месецов. Во законот стои само дека просторните услови за работа на Советот ги обезбедува Собранието, а финансиските средства за работа на Советот се обезбедуваат од буџетот на Република Македонија. Како тие средства ќе се префрлат од буџетот на Советот не е одредено. Нивните апели беа дека треба да им се овозможи да ги користат средствата кои што во буџетот се предвидени за Советот за работа на Советот за граѓански надзор и преку тие средства, преку користењето на тие средства да овозможат отварање на веб страница на Советот, регистрација значи на веб страница, обезбедување на соодветните услови за работа во смисла на компјутери, сеф евентуално за доверливи документи, понатаму се она што е основно нужно, што е потребно за да може да профункционира Советот. Они, например, се жалеат дека немаат архива, немаат архивски број или подбројче каде што би можеле представките да всушност граѓаните да ги поднесат до Советот за граѓански надзор. Заради излез од ваквата ситуација, во јули 2019 година беа предложени законски измени. Но власта и опозицијата не можеа да се договорат дали со измените да се овозможи само користење на средствата или да се вметнат и други посуштински измени во законот, како пошироки овластувања за членовите на Советот. Ставовите беа спротиставени и во дебата во емисијата 360 степени пред една година. Без да се наруши концептот на законот, онака како што реформата беше замислена пред нецели 2 години, дека може да се интервенира во законот, со тоа што ќе го допрецизираме овој дел од законот за да му овозможиме на Советот да започне со функција. Ако сакаме шминка, ова е одлична состојба. 2 комисии, не една, 2, граѓански совет, меѓутоа тука нема суштина.
Двотретинско мнозинство не беше обезбедено, па Советот до денес остана нефункционален. Каков совет ќе одлучиме да имаме? Што ќе се смени во законот? Зависи прво и пред се од политичката волја. Значи, мора да се расчисти во парламентот помеѓу мнозинството владеачко и опозиционо, прво дали сакаме да имаме ефективен и ефикасен совет за граѓански надзор. Ако сакаме, тогаш постојат различни опции како може да се постигне тоа. Каква и опција да се избере? Професорката Каровска-Андоновска вели дека Советот мора да биде независно тело. Следејќи го хрватскиот модел, апелира и на пошироки овластувања од оние што Советот ги има сега. Хрватскиот совет за граѓански надзор, на пример, може да, според нивниот закон, да врши, да прави увид во документација и во документација која се однесува на примена на мерки не само за следење на комуникации, туку и за друг вид на следење на поединци, така натаму, да прави увид во извештаите за работа на разузнавачко-безбедносните агенции, дури да повикува и да разговара со представници, со раководни лица. Освен кај Советот, надзорот над следењето на комуникациите е во ингеренции и на работно тело на Собранието составено од пратеници, на чие чело е Игор Јанушев, кадар на опозицијската ВМРО ДПМН. Тој е на иста линија како и неговиот претходник и сопартиец Емил Димитриев. Не станува збор за измени само за во делот на граѓанскиот надзор, туку станува збор за повеќе измени кои што гледаме во пракса после овие неколку години дека едноставно или не се добри решенија или не се апликативни во нашиот случај. Според мене, лично мислам дека е можеби најдобро да имаме комплетно ново законско решение. Идејата за нов закон за следење на комуникациите Јанушев ја подкрепува и со проблемите со кои тие како комисија се соочуваат кога прават надзор во институциите овластени за следење на комуникациите. Функционираме речиси 2 години без технички експерти, кои што се исклучително важни, бидејќи сепак следењето на комуникациите во денешно време се одвива преку електронски системи, дигитални системи, кои што треба експерт да пристапи во самите нив и да може да ги провери податоците, информациите кои што ги добиваме при вршењето на надзорот, дали се навистина такви со проверка на логови и сите останати нели работи. Миле Талевски, кој е претседател на Комисијата за одбрана и безбедност како кадар на владеачкиот СДСМ, се согласува дека има правни пречки поради кои Советот за граѓански надзор не може да функционира. Затоа ние и како политичка партија, и како владеачко мнозинство испраќаме апел до опозицијата, нека достават предлог за начинот на исплаќање на средствата, на висината на доместокот кој што би го добиле членовите во Советот, ние апсолутно тоа ќе го прифатиме. Освен за Советот, Талевски се согласува со опозицијата дека актуелниот закон има недоречености кои се пречка за надзорните комисии да ангажираат експерти. Решението е доколку стручната јавност, граѓанскиот сектор, парламентот, собранието утврда дека има некакви недоследности во делот на законот, апсолутно дека тие треба се останат во основа на дискусија и аргументи кои што биле за и против. Но во конкретниот дел, за она кој што разговараме во овој момент, за непрофункционирањето на граѓанскиот совет за надзор на следење на комуникациите, тие се проблемите. Од владеачкиот коалициски партнер ДУИ велат дека се подготвени да поддржат евентуални законски измени. Ne si Bashkim Demokratik për Integrim dhe deputetet e Bashkimit Demokratik për Integrim jemi të gatshëm, edhe pasi që për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit është e nevojshme 2/3 e votave, me thënë duhet një shumicë votash, ne jemi të gatshëm që të përkrahim çdo ndryshim plotësim të ligjit në mënyrë që të mundemi të kemi një mbikëqyrje të mirëfillt. Edhe këtë të njëjtën e kam thënë edhe në trajnime të ndryshme dhe takime që kemi pas me ekspertet për këtë çështje. Edhe pse për një efikasitet më të madh na duhet vullnet politik, kulturë politike dhe niveli i ndërgjegjësimit për nevojën e mbikëqyrjes mbi shërbimet e sigurisë. Професорката Каровска-Андоновска смета дека со тоа што речиси 4 години по донесувањето на законот, Советот за граѓански надзор стои во место, државата испраќа несериозна порака.
Направени се под покровителство на ДИКАФ неколку анализи на овие закони. Во оваа сфера констатирани се навистина законски, би рекла, слабости, недоречености, непрецизни норми. Така, отварање на мала врата за сомнежи во многу сфери. И затоа мислам дека не треба да се откажуваме. Таа подсетува дека наскоро ќе треба да се избере нов состав на Советот. Сега конкретно изборот на членовите на Советот за граѓански надзор во истата насока, што доколку не се избере. Значи практично ќе се откажеме од она што законот го предвидел. И ќе излезе дека законодавниот дом кој што го носи законот практично не го применува. А процедурата за избор на нови членови би требало да започне веднаш откако месецов ќе им истече мандатот и на оние што до крај останаа на овие позиции. Но дали има логика да се бира состав на тело што не функционира? Советот за граѓански надзор и унапредениот надзор од другите собраниски тела требаше да влијат доверба кај граѓаните дека афери како онаа со масовното нелегално прислушување нема да се повторат. Дали формата Совет за граѓански надзор ќе добие и содржина, или од надзорот на тоа кој кого и зошто следи прислушува ќе остане само празнина, како што е празна оваа просторија.